Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите оние кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, се разбира, Бог ни дал уште една можност да можеме и оваа вечер да бидеме заедно и да го слушаме, се разбира, неговиот глас. Библијата вели дека неговиот народ, неговите овци, кои се во неговото трло, тие го слушаат Божиот глас и врваат по него. Верувам дека емисијата Гласот на вистината ќе ни помогне, особено ќе ни даде доволно докази и патоказ како да врвиме по Божиот пат. Кои се принципите и кои се правилата? Почитувани слушатели, Библијата зборува само за еден и единствен пат. Пат кој носи до Бога. Не постојат многу патишта, не постојат многу посредници како што денеска имаат такви учења. Библијата зборува дека постои само еден пат и еден посредник кој се застапува пред Бог Таткото и пат кој не води до Господа. Се разбира, до небото. Библијата вели дека тој пат и тој посредник, се разбира, е Исус Христос, Синот Божи, во кого е вложена нашата надеж. Исто така, кога зборуваме за надежта, се надеваме и веруваме дека тој повторно ќе дојди и ќе не земи токму онаму каде што е и тој. Почитувани слушатели, навистина живееме во едно многу тешко време. Живееме во последните времиња, каде што и самата Библија не напоменува дека навистина живееме во последните времиња. Оно што денеска се случува во светот, оно што го обкружува светот, навистина е доволен доказ дека навистина второто Христово триумфално доаѓање на оваа земја, се разбира, е многу блиско. Зато е многу важно да го читаме Светото Писмо. Библијата зборува за тоа Христово второ доаѓање на оваа земја. Библијата зборува за тоа триумфално доаѓање на Исус Христос, како праведен судија, кој е готов да им суди и на живите и на мртвите. Библијата зборува дека тој ќе биде како пастир, кој што ќе ги оддели овците од козите. Почитувани слушатели, едните ќе бидат вечно одвоени од Бога, а другите ќе бидат вечно со Бога. Сепак повторно ќе се вратиме на тоа, дека самото Свето Писмо ни зборува дека Бог не напоменува. Како Бог не напоменува? Преку самото Свето Писмо, преку Библијата, преку емисијата Гласот на вистината, Бог не предупредува. Меѓутоа, одлуката е наша. Може би размислуваш дека емисијата Гласот на вистината не е толку многу битна за твојот живот. Не е толку многу битна да ја слушаш емисијата Гласот на вистината. Може би е банална. Може би нема доволно според тебе информации. Но, почитувани слушатели, емисијата Гласот на вистината ја говори или ја зборува точно вистината. И преку оваа емисија Бог не предупредува за тоа што ќе ни се случува. За тоа што допрва ќе дојде. Зборува за ескатологијата, за нештата кои што денеска надвор се случуваат во светот. Почитувани слушатели, не размислувате дека имате толку време и дека со толкаво време располагате. Сепак не заборавајте дека Бог го има времето во своји раци. И она што денеска го живееме е милост Божја. Ајде додека е вратата на милост отворена, ајде да ја искористиме оваа можност. Единствена опција која Бог Таткото ни ја дава точно преку милоста Божја и преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. За да можеме да бидеме дел од тоа царство кој се припрема за секого еден
кој ќе поверува, се разбира, во името на Исуса Христа. Апостолот Петар, кој бил инспириран преку Духот Свети, и тоа ни е запишано во Дела апостоли, тој вели дека нема друго име дадено под небото за луѓето со кој би можеле на вистина да се спасат, освен името на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Потоа во Марко 16:6, поточно 16:16 се вели, а кој поверува и се крсти, се разбира, ќе биде спасен. Ако се уште се клати твојата вера, приличаш како морски талас, кој не си сигурен во својата вера. Бог сака да имаш сигурност на вера, да бидеш сигурен во својата вера, да бидеш сигурен во Него, дека Тој една ден ќе дојди и ќе те земе при Неговото вечно царство, каде ќе владее благослов, мир и благосостојба. Почитувани слушатели, зборуваме на вистина за многу битни и многу важни теми. Зборуваме за темата дали Библијата е се уште актуелна. Затоа е многу битно и многу важно да се чита Библијата. Да се чита Словото Господово, затоа што тоа е од Бога дадено за нас и за наше добро, за да можеме да го избегнеме злото, ама да живееме, се разбира, според волјата Божја. Библијата не го крие гревот. Таа го открива гревот, меѓутоа дава решение. Видовме дека непослушноста носи грев и дека гревот е непослушност. Кога првиот човек не го послуша гласот Божи, иако Бог го предупреди Адам, но сепак тој ја послуша својата жена, Адам изгуби многу драгоцени прилики и можности кои Господ Бог му ги даде. Видовме дека платата за гревот е смртта. Последиците од навлегувањето на гревот или на непослушноста во човековата природа се огромни. Кога гревот влезе во човекот, човекот изгуби многу драгоцени прилики и можности. И набројавме 7 битни и важни работи. Еве, повторно и оваа емисија би сакал да ги повторам 7 битни и важни работи. Што е тоа што човекот изгубил? Прво, човекот го изгубил Божиот мир. Потоа Бог се сокрил од него. Човекот го изгубил пристапот кон Господа. Гревот го отстранил од Божиото присуство. Бог го протерал Адам од рајот. Потоа, отпаѓањето од совршенството. Бог го крил Адам совршен, меѓутоа, кога станал непослушен, тој станал несовршен. И што е многу битно и многу важно, кога Бог го создал човекот, Божјата мисла и намера била Бог, поточно човекот, да живее вечно. Меѓутоа, со самата непослушност, иако Бог го предупредил, човекот го изгубил животот вечен. И видовме дека првиот човек Адам живеел 930 години и потоа умре. Еве ја последицата на гревот. Библијата вели дека платата за гревот е смртта. Библијата ни открива зошто човекот денеска умира. Многу често пати размислуваме дека Бог е фактор на тоа што човекот умира. Почитувани слушатели, сакам само да ве напоменам дека смртта човекот сам ја избра за себе си, а Бог го напомени за сето тоа. Ние сме виновни зошто денеска умираме, зошто човекот денеска умира. Човекот е непослушен, непокорен кон Божиот збор. Човекот не ја исполнува волјата Божја. Можеби ќе прашаш, како да се исполни волјата Божја? Како можеме да ја исполнуваме волјата Божја? Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека малку мина биле луѓе и дури можеме на прст да ги изброиме кои ја исполнувале волјата Божја. Се напоменува дека 20 луѓе ја исполнувале волјата Божја. Во Библијата е напишано или е напишана волјата Божја за нас,
според кои принципи и стандарди треба да живееме и да ја исполнуваме, се разбира, волјата Негова. Ја напоминав двајца луѓе. Оние кои што го читаат писмото знаат точно за кои луѓе станува збор. Библијата зборува дека Енох и Илија биле луѓе кои цел свој живот ја исполнувале волјата Божја. И дека цел свој живот, сите години кои ги имале, живееле според стандардите или според стандардот кој го дал Бог преку Мојсе. Почитувани слушатели, исто така, преку Библијата, преку Словото Господово, ние можеме да ја запознаеме и љубовта Божја кон човекот. Да увидиме дека Бог навистина го сака човекот, како што таткото го љуби или го сака својот син. Во Евангелието на Јован ни е запишано, 3 глава, 16 стих, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него не да погине, меѓутоа да има, се разбира, живот вечен. Потоа, во Римјаните, кога ќе читаме, кога ќе отвориме заедно, се разбира, повторно ќе видиме навистина дека Бог го сакал, се разбира, човекот. Еве што ни е таму запишано. Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Послание до Римјаните, кој го цитира апостолот Павле, а се разбира го опишува Терција. Значи, ова писмо е испратено до црквата на Рим, меѓутоа е препишено на апостолот Павле, затоа што Павле го цитира ова писмо, а го пишува Терција. И тој вели дека но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека ние бевме, се разбира, грешници. Тоа ни е запишено во Римјаните 5 глава 8 стих. Потоа, со зошто може да не запознае Библијата? Покрај ескатологијата, Библијата има повеќе содржини, има повеќе книги. И ние ќе зборуваме во наредните емисии за постанокот на Стариот Завет и за постанокот на Новиот Завет. Потоа малку ќе се позанимаваме со тоа што денеска поточно е толку многу актуелно. Денеска, почитувани слушатели, постојат луѓе кои сакат да и најдат мана на Библијата и да укажат дека таа е грешна, дека таа не е вистинска. Но ние во наредните емисии ќе се позанимаваме и со оваа прашање. Дали Библијата има спротив речности? Исто така, Библијата не запознава не само со љубовта Божја, туку таа не запознава со Спасителот. И таа ни зборува многу јасно и гласно кој е Спасителот на овој свет. Еве ќе отвориме во 1 Петрово 3:9. Еве што таму ни е запишано. Господ нема да задосни со своето ветување како што некои мислат забавењето. Но долго време трпи, бидејќи не сака да изгинат никој, туку сите да се покаат и да се обратат кон покаяние. Значи Бог сака сите луѓе да се покаат, за да можат да бидат, се разбира, спасени. Во 1 Тимотеј 2:4. Еве што ни е таму запишано. Кој сака сите луѓе да се спасат и да ја спознаат вистината. Всушност, апостолот Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, го советува младиот Тимотеј дека Бог има намера, Божјото татковско срце е тоа да сите луѓе се покајат и ја спознаат вистината и не да изгинат, туку преку Божјиот син Христос, преку Спасителот, преку Божјиот совршен план, човекот да има живот вечен. Всушност, она што Адам го изгуби, преку Исуса Христа, ние сега можеме да го вратиме повторно или да го добиеме. Божјата намера е човекот да го врати во таа прва битна состојба.
Почитувани слушатели, ако даде Господ, ќе продолжиме да зборуваме за оваа прекрасна, се разбира, тема. Библијата е напишена со цел да го сочува или запази, се разбира, нашиот живот. Да не запази нас од она, се разбира, што доаѓа. Но тоа, поточно за тоа, ќе зборуваме наредната емисијата, се разбира, гласот на вистината. Пријатна вечер и Господ нека биде со вас. Се слушаме до наредната емисија. Пријатно.